Почитувани, Стефан Богоев се што кажа, излажа. Богоев ги изманипулира младите, ветувајќи им се и се што. За сега сите да видиме дека Богоев кога зборуваше за младите, ноторно лажеше. Богоев пред парламентарните избори минатата година ветуваше темелна реконструкција на постоечките студентски домови, за со самото доаѓање на власт да скратат цели 155 милиони денари од буџетот за изградба и реконструкција на студентските домови. СДС вети, СДС излажа, Богоев вети, Богоев излажа. Младите видоа дека Богоев само ги манипулирал. Младите никогаш повеќе нема да им веруваат на лагите на Богоев и неговите сопартијци. Стефан Богоев ветуваше и студентски кампус во рамките на Стив Наумов, како и целосно нова зграда со 700 нови легла. Нова зграда нема, не е ни почината, а расипничката власт на СДС скрати цели 155 милиони денари од буџетот наменет за изградба и реконструкција на студентските домови. Денес го гледаме размазениот Богоев како ветува нови фитнес зони во Карпош и голема реконструкција на сите игралишта кои се наоѓаат на територијата на општина Карпош. Повторно брда и долини од устата на Стефан Богоев. Омилено ветување му е реконструкција на игралиштето Сокол, но карпошани се свесни дека нема да има ништо од ова ветување. Го слушаме Богоев како ветува и зелени површини во секое маало, но и ова е една од многуте лаги на размазениот Стефан Богоев, кој нема поима како да ги реализира. Младите видоа дека тие беа жртва на манипулација. Сега Богоев сака да ги прелажи и карпошани со неговите нови ветувања. Богоев лажеше минатата година, лажи и сега. Жителите на Карпош тоа го знаат и затоа ќе го казнат СДС на 15 октомври. Ви благодарам.